спомени на Екрембек Влора се историска книга, пример како треба да се пишува една, би рекол, дури историја, објективно, без митови, без легенди, за живи луѓе и настани со кои сте биле во допир, но исто време оваа книга ја плени, е богата со еден, е присутна литературната дарба на авторот, кој едноставно не може да не ја забележите додека ја читате оваа книга и која едноставно може да биде вметната и во жанрот литература без никакви задршки. Со оглед на тоа што никој овде не спомна повеќе за Екрембек Влора, јас само накратко би сакал да кажем основни некои податоци за него, затоа што станува збор за навистина фасцинантна личност, човек со изворедна позадина, вистински представник на последните генерации од албанската аристократија која постепено во почетокот на 20-тиот век со формирањето на новата држава, со одумирањето на Османлиската империја, Австро-Унгарија заминуваат во историјата и постепено исчезнуваат од историската сцена на Балканот па и на Европа, би рекол. Екрембек Влора е роден 1885 година во Валона, во Влора, во едно од најбогатите албански семејства во тоа време. Само еден податок ќе ви кажем, кога тој спомнува за мајка му, кога го води целиот тимот, додека тој и татко му се во екзил во Италија во 1922 година, мајка му, иако е неписмена, го води целокупниот тимот кој изнесува, како тој што кажува, околу 200 дуќани и 200 куќи и огромен земјишен имот. Тој живее во Италија во тоа време, во Рим, и има подарок му даваат кучиња кои ги шета низ Рим и живее еден навистина аристократски живот во Рим. Сакам да ви доловам за каква личност станува збор, колку биле богати, колку е богато тоа семејство било. Инаку се образувал на Терезениум во Виена 1899-1903 година, потоа студирал право и религија на Истанбулскиот универзитет и извесен период, додека се уште постои Османлиската империја, е во Министерството за надворешни работи на Османлиската империја. Еден период краток е вице амбасадор во Санкт Петерсбург во Османлиски и потоа продолжува неговата борба за независна Албанија, поврзана со неговиот чичко Исмаил Кемали, и кој ја прогласува всушност независноста на Албанија. Тој е негов чичко, а негов чичко е исто така и Есад Паша, кој заедно со Исмаил Кемали се двете најмоќни политички личности во Албанија во периодот на осамостојувањето и добивањето независност на Албанија. Негов чичко мора да кажеме и Дамат Ферид Паша, кој е голем везир, односно премиер на Османлиската империја од 1903 до 1908 година, што е вистинска реткост во Османлиската империја во тој период да се задржи некој толку долго на премиерска функција. Најчесто биле менувани многу брзо премиерите поради многу турбулентната политичка ситуација на Балканот пред се. Екрембек Влора е припадник на она конзервативно крило на албанската политика, би рекол, и во таа функција тој е избран 1924-25 во парламентот на Албанија и е приврзаник на десните струи воопшто на Балканскиот полуостров, затоа поради приврзаник на централните сили, тој еден период 1919-20 година е држан во екзил во Рим. 1939 година тој
е близок со власта на окупацијските сили на Италија во Албанија. 1944 година станува и министер за надворешни работи, министер за правда, и потоа со доаѓањето на комунистите на власт во Албанија бега во екзил во Италија, каде што умира 1964 година, и колку што ми е мене познато, до 2014 година умира во Виена, и до 2014 година неговиот гроб се наоѓа во Виена, од 2014 година е префрлено неговото тело во Валона. Така да станува збор за еден представник на она аристократска феудална класа, би рекол, во Албанија, која во почетокот на 20-тиот век постепено исчезнува од политичката историската сцена и која одстапува место на некои нови политички сили во Албанија, кои го започнуваат со кои започнува постоењето на независна Албанија. При читањето на оваа книга невозможно е едноставно да се оттргнете од впечатокот дека тука врие од податоци на безброј личности и настани кои одиграле круцијална улога во историјата на Република Албанија, на независна Албанија од 1912 натаму. Не постои значаен човек, значајно семејство кој Екрем Бек Влора не го спомнува во своите сеќавања, со кои тој немал контакти и со кои не дошол во конфликт поради различни политички обедувања. Не постои настан во кој тој не учествувал при формирањето на независна држава Албанија. Дури и знамето кој е истакнато 28 ноември 1912 година е негово знаме, тој го дава знамето, а седницата на прогласувањето се одржува во куќа на негов прв братучет.